Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Поизмамливо од се е срцето и е страшно болно. Кој може да проникне во него? Еремија, 17 глава, 9 стих. Кога познатиот германски хирург, докторот Вернер Форсман, бил во медицинско училиште, тој имал идеја. Тој верувал дека ако една мала цевка е вметната во артерија и се смести во срцето, и потоа заболеното срце се сними со рентген, би било можно да се диагностицира проблемот и со тоа да се зачуваат многу животи. Меѓутоа, неговите професори биле ужаснати и му забранувале да го направи експериментот. Сепак, тоа не го одвратило Форсман. Тој станал своје собствено лабораториско глувче, внесувајќи мал катетер во својата артерија. Потоа самиот се снимал на рентген, докажувајќи дека тоа може да се направи. Овој храбар човек го поплочил патот до огромни достигнувања во третманот на коронарните болести. И стотици илјади луѓе се живи денес, бидејќи модерните срцеви третмани се втемелени врз откритијата на овој човек. Какви, например? Во 1959 година, не толку одамна, докторот Мейсон Соунс, американски кардиолог, го извршил првиот ангиограм, при што во артерија се вметнува боја и срцето се снима на рентген, со што се одредува количината на блокадата која запушува артеријата. Нашите артерии носат кислород до нашето срце и кога тие се затнати, тоа наликува на ситуација кога корените од дрво и талогот се таложат во текот на годините и го попречуваат протокот на вода во одводниот канал. Срцето не може да функционира. Отворањето на градниот кош и замена на заболените артерии со парче вена од ногата била доста стандардна процедура неколку децении. Тогаш докторот Томас Фогарти станал убеден дека мора да постои подобар начин, помалку инвазивна процедура, и во 1963 година го представил првиот балон катетер, мал пластичен балон кој го израмнува талогот кога ќе се вовлече низ артеријата. Докторот Фогарти секогаш бил пронаоѓач, секогаш обидувајќи се да најде подобар начин да се направи нешто. Кога му била доделена наградата Лемилсон Мит со придружна награда од $500,000, тој објаснил: ги постигнав работите што ги направив, поставувајќи едно прашање: дали ова би можело да се направи подобро? Фогарти има 63 патенти во хируршката инструментација и тоа го постигнал бидејќи одбил да верува дека не може да се направи подобрување на постоечките процедури и опрема. Со сето она што е постигнато во полето на медицината и технологијата, уште сум изненаден од бројот на луѓе кои поради различни причини, од кои стравот е прв меѓу нив, одбиваат да ги искористат предностите на она што се сега лесно достапно. Размислувам за еден разговор со пријателот кој ми кажа дека неговиот холестерол е околу 300 и неговиот лекар му препишал еден од новите лекови кои се користат многу успешно за намалување на холестеролот. Сакам бргу да додадам дека ако вашето ниво е на 200, тоа е високо. Бројката што мојот пријател ја спомена е превисока, но тој никогаш не го потполни рецептот. Зошто? Прашав јас. Јас едноставно не сакам да земам лекови, одговори тој. Додека човечкото срце е од витално значење за нашето здравје, интересно е да се забележи и тоа дека Библијата зборува за срцето како средиште на нашите емоции, самиот контролен центар на нашите мисли и чувства. Поетите зборуваат за тоа, влюбените пеат за тоа, а лекарите се обидуваат да го зачуваат здраво. Неодамна размислував за зборовите на старата химна на Вилијам Каупер кои велат: постои фонтана исполнета со крв, извлечена од вените на Емануел, а грешниците кои паѓаат под нејзиното течение ги губат сите нивни дамки на вина. Не можев да не помислам дека исто како што е тешко за некои да ја прифатат помошта што медицинската наука ја нуди, подеднакво е тешко за нив да го прифатат Божјиот лек за она што лекарите не можат да го излечат. Темната страна на човечкиот пораз, гревовите на срцето. Тука постои чудна паралела која нема ниту смисла кога станува збор за животот и смртта. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.